Ова издание. Кои се жените кои доаѓаат на клучни позиции во новата американска администрација? Колку пандемијата влијае на менталното здравје и кои категории граѓани се најпогодени? Како јавањето коњи станува достапно и за жителите на американските градови? Останете со нас, следуваат одговорите на овие прашања, но и многу повеќе информации. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Новоизбраниот американски председател избра жени на клучни позиции во неговиот иден кабинет како дел од кампањата за рамноправна застапеност. Петси Видакусвара има повеќе детали за ова. Иако податоците не се конечни, нема сомневање дека жените му помогнаа на Џо Бајден да победи на изборите. 57% од жените гласаа за Бајден, споредено со 42% за председателот Трамп, според истражувањето на Едисон. Откако беше избран, Бајден номинираше жени да пополнат клучни позиции во неговата идна влада. Иако мојот тим има неприкосновено искуство и достигнувања, исто така ја одразува идејата дека не можеме да се соочиме со предизвиците со старомодно размислување и непроменети навики. Например, ќе имаме прва жена што ќе ја води разузнавачката заедница. Ако биде одобрена од Сенатот, таа жена ќе биде Аврил Хейнс, изборот на Бајден за директорка на Националното разузнавање. Бајден исто така избра жена да го предводи одделот за финансии, амбасадорка во Обединетите нации, директорка на Канцеларијата за менеджмент и буџет, како и председавачка со неговите економски советници. Неговиот тим за односи со јавноста ќе биде составен само од жени, вклучувајќи ја и Джен Псаки, новата портпаролка на Белата куќа. Новоизбраната подпредседателка Камала Харис ќе донесе свој тим на жени, вклучувајќи ја и Тина Флорној, како шефица на незиниот кабинет. Овие жени исто така имаат различно расно и економско потекло, што вклучува и ќерки од работнички семејства и имигранти. Активистите велат дека ова ќе му помогне на Бајден да постигне клучни приоритети – расна и полова еднаквост. Навистина очекуваме луѓе на најодговорните позиции во владата, кои што не само што се искусни и имаат експертиза во полето каде се назначени, туку ќе служат и ќе носат одлуки кои се во најдобар интерес за американскиот народ и заедниците кои имаат најголема потреба од тие програми. Агендата на Бајден за жени вклучува унапредување на економската безбедност со изедначување на платите со мажите, ставање крај на дискриминацијата поврзана со бременоста, обезбедување баланс меѓу работата и семејството, вклучувајќи родителско отсуство и пристап до здравствена заштита, ставање крај на насилството врз жените и охрабрување на моќта на жените ширум светот. Поставување жени на позиции каде се носат клучни одлуки е особено важно во време кога државата се соочува со пандемија и се обидува да заздрави на економски план. Кога ќе погледнеме наназад, ќе видиме колку е важно да имаме жени афроамериканки на позиции од јавното здравство, градоначалнички на големи градови, кои го воочуваат непропорционалниот ефект врз црната заедница, па дури и врз економскиот статус на афроамериканците. Тие ќе осигураат политиката да ги има предвид тие конкретни предизвици. За да ја истурка амбициозната агенда за жените, Бајден мора да го надмине партискиот ќорсокак во Конгресот, каде демократите имаат тесно водство во представничкиот дом, а републиканците можеби ќе ја задржат контролата во Сенатот. Пандемијата сериозно влијае на менталното здравје, но не сите се подеднакво погодени. Истражувачите открија дека најголемо зголемување на симптоми на депресија има кај американците со азиско потекло. Известува Вероника Балдерас. Речи се една година откако првите случаи на COVID-19 беа потврдени од властите во Вухан, Кина, азиците во САД се обидуваат да продолжат со секојдневниот живот. Како група ти има најниска појава на симптоми на депресија пред пандемијата, но тоа драматично се промени. Се чувствувам ужасно. Ова е најголема катастрофа, веројатно откако сум жив. Со самото тоа што на вести гледам дека многу луѓе умираат, а и некои кои ги знам починаа или беа диагностицирани со COVID-19. Ова е ужасно. Ниту една расна или етничка група не е поштедена од зголемената депресија во време на пандемијата.
Но во април, истражувачите од Факултетот за јавно здравје на Универзитетот на Бостон утврдија 5-кратно зголемување на симптомите на депресија кај азиците, споредено со 3-кратно вкупно зголемување. Изложеноста на стрес, кога членови на семејството остануваат без работа, кога вие останувате без работа, кога имате тешкоти да платите кирија, сето ова е поврзано со депресија. Она што го откривме во нашата студија е дека кај луѓето кои се идентификуваат како азици е поверојатно да ги искусат овие поттикнувачи. Светската здравствена организација се надева дека ќе може да отиде во Вухан за да го истражи широко распространетото мислење дека вирусот потекнува од таму. Но многу американци и сега ја обвинуваат Кина за вирусот. Американци со потекло од Кина и од Азија се соочуваат со расни предрасуди, што само додава на колективниот стрес. Го почувствував тоа на факултет. Имавме многу студенти од Кина кои дојдоа во февруари и март, на почетокот на годината. Чувствував дека се напаѓани. Претходни истражувања покажуваат дека дискриминацијата, особено врз основа на раса или етничка припадност, негативно влијае на физичкото и на менталното здравје. Иако зголемувањето на симптомите на депресија е најизразено меѓу азиците, најголем дел од латиноамериканците имаат депресија, 34%. И помладите и оние со пониски приходи имаат слични нивоа, покажува истражувањето. А јавањето коњи може да биде вистинска терапија за депресија, но не секој може да си го дозволи тоа. Марша Джеймс известува за сопственик на фарма кој се обидува јавањето да го направи достапно за сите. When I was early childhood, my mother would take me to my uncles who were sharecroppers. Кога бев дете, мајка ми ќе ме однесеше кај моите војковци кои беа закупци на фарми. Има мазги кои ги јававме, но кога се преселивме во Балтимор, работев на фармата на Никсон, каде имаше летна програма. Така ги засакав коњите. Тоа беше во раните 60, трае до ден денес. I had a favorite, it died. Имав омилен коњ. Коњот умре, но стана мотивација за програмата City Ranch. Нашата мисија е јавањето да го направиме достапно за градот, за заедницата на Балтимор. Тука сум од февруари, не толку одамна. Не можев да го замислам животот без коњи и многу сум благодарна што го најдов ова место. I love it. I wouldn't come here if I didn't. One thing that I focus on. Желба ми е да ги однесам коњите каде што се децата, бидејќи ако тие немаат финансиски средства да дојдат тука со автобус или Убер, многу е тешко. Сакаме ние да ги однесеме коњите во нивната заедница. Навистина ми се допаѓа фармата. Ова е место каде сте прифатени. Никогаш немав друштво во Штала, додека не дојдов тука, а јавам веќе 10 години. Сите овде се многу пријатни. Се чувствувам како дел од семејството, иако сум тука само неколку месеци. So, just letting it all. Yeah, I'm sweaty now. So what got me involved since 2009 was I was fresh out of high school. Бев штотоку излезена од училиште во 2009 година. Од секогаш сакав и работев со коњи. Отидов на фестивалот Artscape тоа лето. Господинот Дан ми даде можност да работам со многу ученици, деца и возрастни и да ја споделам страста со други луѓе. Okay. Creating an institution that outlasts me when I'm gone. Сакам да се создаде институција која ќе трае и после мене. Не мора да биде истото име, но и натаму да има програма посветена на иднината на заедницата во Балтимор. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на социјалните мрежи. Се гледаме утре во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.